Северна Македонија точно 30 години патува низ водите на демократијата. Северна Македонија започна во 90-тите години и денеска луѓето не враќаат пак во 90-тите години. Тогашните влади во 90-тите години тогаш имаше говор на омраза да и албанците, нивниот национализам, ниту тогаш не се занимаваа со подигнување и подобрување на економијата и со европските стандарди. Денеска 30 години покасно ние би ги условувале бугарите македонскиот јазик да биде во нивниот устав, а не обратното. Затоа денеска Македонија е во голема раскрсница. Ние имаме еден пат каде што можеме да патуваме заедно како народи, како заедничко тело на државата и докажувајќи дека Северна Македонија има капацитети да биде дел од Европската унија, има капацитети да биде дел на патувањето на овој пат. Значи, најдобриот пат за сите граѓани на Република Македонија е тоа што ние треба да отвараме нови хоризонти кон Европската унија и истовремено да ги затвараме и етничките прашања. Како може да се случи тоа? Тоа може да се случи дека предлогот за пристапување кон измена, каде што во уставот да се додадат бугарите, хрватите и другите, јас би предложил да бидат и гораните и торбешите, зошто да не, и овој устав да биде и како иницијатива за 20%, каде што тоа е срамно и 20 години живеат посрамени од надимок од 20%. Ова би било подобро за сите граѓани на Република Северна Македонија, но ова нема да се случи. Македонците не се тие кои што ќе бидат навредени за нивниот идентитет со метнување на бугарите во уставот, каде што не е наша желба, тука е услов кон патот на правец за Европската унија. Проблемите помеѓу македонците и бугарите нема да се решаваат со тоа дека ние ќе го смениме уставот или не. Ги ставаме или не бугарите. За бугарите Гоце Делчев останува да биде бугарин, додека за македонците ќе биде македонец. Овие историски проблеми ќе бидат и понатаму и не можеме да ги решаваме со пратеници, туку ова треба да биде решено со историчарите. Најдобро решение ќе биде со измена на уставот, каде што ние ќе докажуваме дека имаме можност да нашата иднина ќе биде за подобар живот кон Европската унија. Вториот пат е ние да тргнеме кон овој пат, но имаме овдека нерешени етнички прашања. Би ни останале проблемите нерешени, каде што ќе остане бројка формулацијата 20%, и ако 30 пратеници албанци ќе подпишат еден таков предлог, нема таква подготвеност за таква измена, но ние би се согласиле да ги ставаме и бугарите овдека во уставот, за да се отварат хоризонтите за Северна Македонија. Но овдека ќе имаме стагнирање и ќе се го влекува процесот за членување, зашто ќе имаме секакви промени дека Северна Македонија има меѓуетнички проблеми.
И ова би сакал да биде надминато, но оптимист сум по природа, но во овој случај сум песимист дека може да има уставни промени. Не по вина на владата, на пратениците албанци, туку по вина на пратениците македонци, кои што имаат лажен национализам и тие повеќе мислат на парламентарни избори туку за иднината на Македонија. Ова е жално да се мисли за ова, кога ни се дава еднашка шанса во животот, сите да патуваме кон Европската Унија, да создадеме нови стандарди за подобро образование и во ова патување имаме пречки поради некои индивидуални причини. Но ќе дојдеме и до третата причина, каде што за жал на мнозинството има шанси тоа ќе се случи. Ние да се враќаме во 90-тите години. После 30 години патување и целиот труд кој што е даден од сите политички актери, ние да ја враќаме Северна Македонија во 90-тите години, каде што населението беше хрането со национализам против албанците и со недостатоци кои што нема да не носат напред. Не случајно во последните денови се актуализира од сите политички актери доаѓањето на премиерот на Косово како да се создаде голема Албанија и се спречува именување на улиците како да не прави некој знае каква грешка. Не случајно имаме пратеници од опозицијата кои што повикуваат дека треба да имаме уште една војна за да се реализираат нивните правда. Тој сигурно не знае дека војната донесува многу големи болки и дека ако не знаете, прашајте ги тие семејства кои што имаат загинати во нивните семејства во 2001 година. Ние зборуваме за една светла иднина, за една подобра иднина, каде што сите граѓани ќе бидат рамноправни и за добрата која што ни ги носи Европската Унија. Не тие кои што не носат во темнината на 90-тите години и после тоа како резултат дојде и војната во 2001 година. Овој национализам ќе има и последици и кај албанскиот електорат. На преведен начин може да се случи тоа дека може да има една таква идеја и после кога ќе се среќаваат тие два антагонисти и после ќе видиме какви последици ќе имаме. Не сакаме да исплашиме никого, но сакаме да искажеме реалноста. Албанците не треба да бидат заложници од неколку лица на патот кон Европската Унија. Ниту албанците на Северна Македонија, ниту на Косово, ниту на Албанија, ниту еднашка не го оспорувале идентитетот и јазикот на македонскиот народ. Но може да се случи во блиска иднина да се случат и други барања, каде што албански општини да го барат патот кон Европската Унија поделно од македонските општини. Но ова не би го посакувале, но реалноста е тоа. Треба да имаме одговорност како пратеници во ова собрание, каде што се донесуваат највисоките акти за иднината на идните генерации. И во ова собрание не треба да се
мисли за идните избори, туку треба да се мисли во иднината и за 50 години напред. Ви благодарам.